За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите пилешко ала мичурин. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 800 грама пилешко бело месо, 400 мл кисела павлака, половина килограм сечкани маринирани шампињони, 3 лажици брашно, 3 главици кромит, 300 грама кашкавал, една пилешка коцка за супа, 250 мл млеко, 30 грама путер, морско оревче, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 60 на минути. Во тенџере со вода на оган ја ставаме коцката за да се вари супа. Во тенџерето го додаваме пилешкото бело месо. Го оставаме месото да се вари. Главиците кромит во меѓувреме ситно ги сечкаме. Во тава за пржење ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме и сечканиот кромит да се пржи. Откако кромидот ќе омекне, во тавата ги додаваме шампињоните. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Откако и шампињоните ќе се испржат, ја тргаме тавата од оган. Во друго тенџере на оган го ставаме путерот да се растопи. На растопениот путер го ставаме брашното да се пржи. Потоа со црпалка во тенџерето додаваме од супата во која се вари пилешкото месо. Промешуваме. Бешамел сосот го разредуваме со млеко. Тенџерето со свареното пилешко месо го тргаме од оган. Го вадиме месото од тенџерето и го ставаме на даската за сечење. Пилешкото го сечкаме на коцки. Исечканото месо го додаваме во тавата за пржење. Потоа ја враќаме тавата на оган. Во бешамел сосот рендаме морско оревче. На ситната страна од рендето во длабок сад го рендаме кашкавалот. Откако и пилешкото месо ќе се испржи, ја тргаме тавата од оган. Во садот со ренданиот кашкавал ќе додаваме киселата павлака. Потоа керамичката тава за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Во тавата нанесуваме половина од месото со кромит и шампињони. Врз месото го нанесуваме кашкавалот со павлака. Потоа во тавата нанесуваме од бешамел сосот. Во тавата го нанесуваме и преостанатото месо со кромит и шампињони. Го преливаме со преостанатиот бешамел сос. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 на минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Начинијата за сервирање ги сервираме претходно обарената пченка, грашок и моркови. Потоа со лажица вадиме од пилешкото ала мичурин и ставаме начинијата за сервирање. Украсуваме со гранче француски макдонос.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.